Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе поразговараме за нашата припрема за купување Ethereum пред самиот мрџ наредниот месец, кој што се уште не е потврден, значи тоа е најавен, но до сега, како што знаеме и сами, уште од 2016-17 година Ethereum официјално само го поместува датумот за мрџ. Така да, значи, ово видео ќе биде првенствено посветено на Ethereum и како се припремаме за купување и кога прилика тоа планираме да го направиме. Но пред да продолжиме со тоа, би сакал само да, значи ако се сеќавате неколку пати до сега спомнуваме дека се спрема целиот свет за општество без кеш. Со тоа што банките како такви, значи не можат да продолжат да постојат паралелно со крипто, значи тоа е невозможно затоа што не може да имате банка во која што ќе плаќате, во која што ќе ви дава 1% камата на средствата кои што ги чувате, а во исто време да добивате некои огромни суми за стейкинг, например на Binance, за не знам, било која валута, ме разбирате? Значи тоа банките нема да го дозволат. Сега, во исто време, сакам да ви кажам како постепено ние буквално се движиме кон CBDC, односно се сеќавате веќе разговаравме за оваа тема. Central Bank Digital Currency, односно дигитални валути поседувани од централните банки. Со тоа што тоа не може да се случи преку вечер, се разбираме? Но, значи, најразвиените земји во светот веќе постепено се движат таму. Сега ќе ви кажем и зошто. Значи, пред да навлеземе во тој дел од темата, само на кратко, значи, мораме ова да го напоменеме, затоа што некои работи се случуваат во светот за кои што веруваме дека треба да знаете. Значи, ова се неколку од оние држави кои што се најблиску до општество без кеш. Значи имаме Шведска, Финска, Кина, Јужна Кореја, Обединетото кралство, односно Англија, Австралија, Холандија и Канада. Значи ова се оние кои што се најблиску. Нормално ова се едни од најразвиените држави во светот и по некоја коинциденција сите се или членки на НАТО или ќе станат членки на НАТО како првите две, нели нормално со изоставување на Кина од сето ова, но она што сакам да ви го напоменам е дека посебно на западно општество се движи кон некористење на кеш под најава дека тоа е за да се спречи перење на пари. Значи тоа нема врска. Значи нема никаква врска со спречување на перење на пари. Значи перењето на пари се случува во највисоки инстанции, буквално поддржано и скриено од влади, така да тоа е значи само приказна за мали деца кои што користат на вестите за да може да ви кажат ете зошто ние се обидуваме да нема кеш во едно општество. Сега проблемот што е? Што не само што се движат кон немање кеш. Гледајте каков тип на банирање се случува на сите оние кои што не сакаат да платат со картичка. Значи, наводно се случува ситуација во која што вие сте ставен на тапет дека нешто криете, дека сакате или да исперете пари или дека можеби го правите тоа со цел финансирање тероризам, значи прво нормално еден од главните на некој начин како да кажем, оваа држава е апартхеид. Значи сите знаеме дека тоа е вистина, сите знаеме дека дошле, го превзеле цела Палестина и сега моментално прават се за контролирање на целото општество, вклучувајќи ги и самите евреи и израелците во сопствената држава, со тоа што како што можеме да видиме, значи гледате до кој степен оди, значи од денеска официјално, нема да може да се наплати за физичко лице ништо повеќе од $4400 во кеш, додека за бизнис $1760. Значи, сака да каже дека било каков бизнис, односно било какво правно лице, не може да наплати буквално ни една трансакција која што е повисока од $1760 во кеш. Под наводно, значи нели, нормално ова е за ваше добро. Значи, они го прават тоа да ве заштитат. Значи, на тој начин, чисто да гледате го ова. Значи, има 15 до 30% казна од сумата која што е уплатена за оној кој што ќе користи кеш повисок од овие практично овие граници кои што ги покажавме. Значи практично на овој начин они се обидуваат да промовираат дигитални плаќања. Сега, зошто? Нормално, затоа што се многу полесно за да бидат мониторирани, значи да бидете следени. Сега проблемот што е? Што ова нема да застане овде? Ова се оние чекори постепено затоа што вие не можете само одеднаш да објавите и да кажете да, од денеска сме CBDC, значи целосно контролирана валута од Централната банка, која што вие не може никако да ја скриете и Централната банка во секое време може вас да ви ја банира.
Значи, ова морав да ви го кажам, затоа што ова не е една држава, ова е само најлошиот пример кој што досега сум го видел и почнува директно од денес. И ова тивко се случува во светот. Значи, едноставно ќе ви кажете дека е за ваше добро и вие треба да поминете преку тоа и ќе си кажете себе си, па добро, ајде, што е проблемот ако, например, тоа го правам преку банка, нема да има голема разлика. Да, има голема разлика. Утре, доколку Израел не му се допаѓа како размислувате или сте палестинец, значи едноставно, вие сте палестинец во Израел. Ако Израелската банка одлучи, вас ќе ви го банира животот. Се разбираме? Значи, тоа е главниот проблем. Ево овдека моментално се движи светот. Значи, затоа ви кажувам дека криптовалутите се излез. Затоа што Израел не може мене да ми забрани да држам Етериум, или ADA, или Ripple, или DOT, или што и да е. И не може мене да ми забрани ако сакам со некого да му платам во DOT, он да ми даде што и да се договараме, нели, за обична размена на добра. Значи, затоа ви кажувам дека Израел не може да го следи вашиот Етериум, не може да го следи вашиот DOT, ADA, што и да имате. Затоа, значи, криптовалутите, приватните криптовалути, не државно поседуваните, се лекот за ваков тип на апартеид кој што ќе се случува многу повеќе во светот топрво. Еве да ви покажам. Значи, ова е една, пазете, јас онаа листа која што ви ја покажав, ова се извадени држави од таа листа да видиме што истите прават. Гледайте го. Значи, во Финска сите оние индивидуалци или retail outlets, односно правни лица, да речеме трговци, кои што прифаќаат кеш, не можат да бидат практично клиенти на банката на Финска, у превод. На самата сега дали ова централна банка или ова некоја најголема банка во Финска, значи тоа не го менува фактот дека самата банка вас ве одбива затоа што вие имате кеш примање. Значи замислите до каде оди ова. Фактички вие вас ви е одбиено да имате сметка во оваа банка само затоа што вашата компанија одлучила дека ќе прифаќа и кеш. И гледайте, ова е уште од 2019 година, че ова се 3 години веќе како тоа функционира таму, се разбираме? И гледайте што вели. Дури вели дека од сите, значи практично бренчес, односно од сите локални гранки кои што ги има оваа банка, само една банка прима кеш, другите воопште не примаат кеш, замислете. Значи до каде оди светот? Значи поентата што е? Ворете дека треба да биде искоренет кешот. Но ваквиот тип на искоренување на кешот кога вие сте банирани затоа што сакате да користите кеш, затоа што они не можат да го следат, е буквално брутално. Значи ова е целосно кршење на вашите основни права. Следно, гледате ова. Значи НЛ, односно Холандија, Нидерландс, ги банира сите плаќања над $3000 во кеш. Значи банирање на сите плаќања, нема дали сакате да платите повисок данок, не, многу едноставно. Ништо што е повисок од 3000 не може да биде платено во кеш. Во превод ќе ве тера да го платите тоа на неколку помали рати, повторно, гледајте причината, за да се спречи перење на пари. Значи во денешно време со ваков дигитален систем они имаат проблем со кеш. Замислете. Значи еве и Холандија е на истиот пат. И Австралија. Значи ова е во 2020 година. Кога се обиделе, значи Австралија е една од најголемите земји на светот. И по површина, а горе-доле и по луѓе. Значи они се обиделе веќе да поминат ваков закон. Каде што ќе биде забрането се над $10,000 да биде платено во кеш. Со тоа што они, значи затоа што народот се дигнал и кажал дека тоа значи не е дозволено и не сакаат така да живеат, наеднаш пазите што се случува. Они го одбиле, но со опција дека истиот може да се повторно да се врати. Значи замислете го тоа. Значи една од најголемите држави во светот. Сега, само чисто да ви кажам како прилика изгледа и како они планираат. Еве прост пример. Обединетото кралство, односно Англија. Вели, значи јас само сакам насловот да ви го покажам, а вие најбитниот дел треба еве ова да ви биде. Значи се очекува дека алтернативни методи на плаќање ќе го направат кешот, значи буквално некористен до 2026 година. Што значи дека, ама проблемот што е во оваа ситуација? Секој алтернативен метод на плаќање во денешно време вас ви е поврзан со било каков тип на следење. Во ред и криптовалутите ќе може да бидат следени, нормално, но не толку директно од банките и државата како што тоа би било направено доколку. Значи поентата не е дека нема да бидете следени, нормално. И со самиот блокчейн и вие знаете дека може да бидете следени затоа што нели постојат компании како што разговаравме во претходните видеа кои што работата име да ве следат. Но разликата е во тоа што вие ако немате што да скриете, нормално, нема да ви биде проблем и едниот и другиот начин. Проблемот што е? Вашите приватни криптовалути никој не може да ги банира. Че они не може да бидат одземени од вас,
Значи, буквално ништо не може да ви направат доколку вие поседувате Етериум. Ништо. Не може да ви го земат, не може да ви го банираат. Значи, доколку вие се договорите со одредена страна дека ќе платите во Етериум, они ќе ви дадат одредено добро или услуга, никој не може да ви го забрани тоа. Што значи дека ако погледнете тоа од овој аспект, нема начин како да ве зауздаат, се разбираме. За разлика од другата страна, доколку им дозволите да направат CBDC и тоа стане главно платежно средство и целите ваши приходи се во CBDC, денеска се на вашата сметка, утре ви се забранети. Други ден веќе не се. Значи, тоа е приватен леџер на кој што тие може да прават какви сакаат промени. Етериум и останатите се значи не се државни, односно се приватни леџери на кои што едноставно во оваа ситуација значи имаме валидатори, доколку нели се промени од Proof of Work во Proof of Stake, или пак майнери, како во ситуацијата на биткоин, кои што никогаш нема да дозволат една држава или орган или што и да е, еден ентитет да може да контролира што ќе се случува на мрежата. Значи тоа е разликата. CBDC тотална контрола, Ethereum, биткоин, ADA и слично комплетна децентрализација. Значи тоа е разликата. Имајте го во предвид кога нели. Затоа главната, значи во првиот дел видео, ono сакам да ви кажеме, она што очекуваме да се случи, може да се случи многу побрзо. Односно, она што ви кажував дека дигитализацијата и отстранувањето на кешот, секаков тип на платежно средство кое што не може да биде директно контролирано од државите, наскоро ќе биде реализирано. И ова ви се случува, ова се неколку вести што сакам да ви покажам дека ви случуваат во позадина. Тоа е поента да имате во предвид фактот дека набрзо ќе се случи оваа дигитализација, колку и да вие мислите дека тоа е бавно, во светот се случува многу побрзо. Значи оние држави кои што ви покажав се скоро стасани до степен на значи да не се користи кеш или да се користи во многу мала количина. Што значи дека тоа ако се случи во светот, верувајте ми, ќе дојде и кај нас многу брзо, иако тоа кај нас на пример е многу далеко од реалноста. Сега да разговараме за Ethereum Merge, зошто е битно, значи зошто ние се припремаме да купиме следниот дел од портфолиото, дали ќе биде тоа, значи од овие преостанати 72%, затоа што сеќавате ние внесовме само 25%, од преостанатите 75% кои што ги имаме. Од почетокот кога почнеме да го апдейтираме нашето портфолио, значи очекуваме или 25, па можеби и 50% да бидат внесени во наредниот период кога ќе дојдеме до посакуваната цена на Ethereum, затоа што моментално 1686, што е премногу високо. Значи, сега ќе ви објаснам зошто, значи ние направивме некои анализи и ќе ви покажеме што очекуваме следно. Значи, прво и најбитно мораме да видиме што се случува со биткоин, значи ова што денеска сакам да го погледнете од ова видео за Ethereum е како се припремате за инвестирање, односно како треба да се припремите кога сакате да купите одреден алткоин во нели анализа со биткоин, анализа со DXY, можеби и берзите ако е тоа потребно, и кога ќе утврдите дека сите останати околности се добри заедно со чартот, значи анализа на самиот чарт на алткоинот кој што сакате да го купите, да знаете дека е добро време или кога би било добро, односно да утврдите мета за самите себе си, како да купите или кога да инвестирате. Сега. Првенствено да видиме што се случува на биткоин чартот. Значи на 4 часа гледаме дека самиот Bollinger Band е многу стеснат. Кога имаме таков тип на стеснување, имаме најчесто големо придвижување. Прост пример. Значи колку е потесен Bollinger Band, толку движењето е поголемо. Се разбираме? Значи тоа е и во обратна насока, нормално, имајте го тоа предвид. Секое стеснување на Bollinger Band е проследено со големо движење во едната или во другата насока. Со тоа што веќе имавме масовна корекција нагоре, веќе разговаравме за ова, значи корекцијата на биткоин до овој момент е скоро 19,5%, што е масовна корекција за биткоин, посебно среде bear market, извинете. Со тоа, значи ние очекуваме дека конечно работите ќе свртат надолу. Гледаме дека на 4 часа веќе тоа се случува, значи имаме една-две корекции, значи ова е уствари bear divergence. Малку е глупаво кога треба да користите македонски и англиски во исто време, се збунуваат термините, но нели се обидувам колку можам. Значи ова е практично вртење на циклусот од bull во bear. Тоа ни покажуваат овие две, дека фактички значи RSI и движењето на самиот чарт се во спротивна насока. Тоа е divergence, односно кога имаме движење на RSI нагоре, а во исто време кога RSI се движи нагоре, тоест обратно, треба да се движат обратно, извинете. Значи оваа ситуација кога гледаме дека почнува да се движи надолу, а ние се уште имаме движење нагоре на цената, тоа е bearish divergence.
Значи и обратно, кога RSI се движи нагоре, самата цена се движи надолу, тоа е bullish divergence, но за тоа можеби ќе направиме едно видео во едукационите понатаму. Сега моментално, она што е битно да го знаете, Market Cypher ги детектира самиот по себе divergence-от, така да гледаме дека оваа ситуација веќе детектирал и гледаме дека имаме пад како на бранот на моментум, така и VWAP се заоблува, money flow е во негатива повторно, сток RSI е на 0, а RSI ни е под 50, што, како што ви реков, доколку го паднем под 50, 50 може да представува граница на која што истиот би се коригирал надолу. Значи мораме да направиме основна анализа на биткоин пред да продолжиме со етериум, затоа што е на некој начин копија на етериум. Значи сакате или не ќе, целиот криптомаркет моментално е зависен од биткоин. Се наоѓаме на горната граница на овој канал, кој што јас верувам дека ќе биде повторно пробиен. Ако тоа се случи, само да го продолжиме ова поле, затоа што се уште е исто битно. Значи ако тоа се случи, тогаш веќе очекуваме подлабока корекција на биткоин, иако сега засега ова што го гледаме имаме дно, повисоко дно, врв, повисок врв. Значи доколку добиеме прекршување на ова под локалното дно кое што го имаме овде, значи можеме да очекуваме и уште подлабока корекција. Зошто го кажуваме тоа? Значи гледаме дека конечно, значи овдека се случи веќе еднаш, така? Но проблемот е што тоа кога се случи, дојдовме оваа корекција која што успеа да пробие над досегашниот тренд кој што држи цената долу од 28 март. Значи, со таа причина гледаме дека ова паѓање моментално, значи затоа што веќе имавме пробив на овој тренд, затоа и се случи ова качување на цената, но дојдовме од претходниот локален хај по ова падање, значи веќе сме на корекција од 0,5%. Значи конечно ја доправме. Гледате, значи сите овие индикатори ви кажуваат дека сето ова е сосема нормално, значи нема ништо надвор од нормалното и дека оваа корекција, иако и требаше доволно време, солидно време, сепак е, како што можеме да видиме, успешна, е 50% и ја верувам дека сега, например, ова ќе почне да се движи надолу, посебно со оглед на фактот дека после добиената стапка од 0,75% повторно на 27 јули, значи, еве гледате, претходните неколку пати имавме пад на 0,75 кога сме добиле стапка нова, истото се случи и сега. Добивме пад кој што е моментално 0,678 или golden ratio, значи јас верувам дека се уште се држи овде и дека наскоро голема веројатност дека истиот ќе продолжи да се движи нагоре, значи на DXY индексот, кој што е противна вредност на биткоин. Ако ова конечно се коригира финално и почне да се движи нагоре, тоа значи дека остатокот од пазарот очекуваме да се движи надолу. Нема да ги погледнеме моментално, не се битни традиционалните пазари, значи побитно е да гледаме што се случува моментално на криптопазарот, затоа што етериум е директно зависен од корекцијата на биткоин која што очекуваме. Ако се сеќавате, веќе ви го реков тоа. Исто така на дневно ниво, како што рековме, значи имаме втор црвена точка, фактички знак на Market Cypher со промена на сигналната и базичната линија од нагоре надолу и овој бран на моментумот почиња да се движи надолу. VWAP веќе е надолу, гледаме дека money flow е, значи иако имаше добра корекција скоро до нулата, веќе се движи повторно надолу. Значи гледаме дека RSI е на вредност од 57, што иако има доволно, значи има солидна количина за движење нагоре, веруваме дека време е за корекција како и сток RSI кој што е на 75, што е oversold, односно препродаден. Значи не покажуваат многу фактори дека ќе имаме корекција на биткоин, па макар и тоа да е кратка корекција. Значи, еве, гледаме и овдека на неделно ниво дека на неделно ниво од оваа цела корекција од претходниот, ако се сеќавате, ова беше само момент. Значи овој бран кој што го имаме, кој што го држеше ова движење на биткоин нагоре, значи од почетокот на оваа корекција на локалниот врв па надолу, веќе сме стигнати до првото ниво. Значи и на неделно и на дневно ниво сме стигнати до ниво на Фибоначи, кое што иако е слаба оваа ситуација, но дневно ниво е солидно 0,5% она што го достигнавме. Значи, како што реков, јас верувам дека оваа корекција ќе биде неуспешна. Иако се движиме нагоре, може би истата и ќе продолжи уште малку, но оваа корекција ќе биде неуспешна со оглед на фактот дека над нас е 1 тон нивоа на отпор. Значи сток RSI се движи до 70, кој што од нулата 70 е новата граница, па и 50 требаше да биде новата граница на oversold, но се придвижи до горната граница. RSI е на 35,3, имаме
па на некој начин неколку поени за враќање барем надолу, со оглед на фактот дека овие корекции многу потешко се случуваат и многу повеќе време е потребно за облување на VWAP, кој што VWAP и Stock RSI се најбрзите индикатори вклучени во Market Cypher, кој што како што можеме да видиме VWAP веќе се заоблува надолу, имаме заоблување на Money Flow исто така надолу, сега мораме тоа да го потврдиме и на овој бран, значи на бранот на моментум би било добро да добиеме црвена точка, но тоа би била длабока корекција. Значи поентата што е? Моментално треба да утврдиме која е најдобрата корекција која што можеме да очекуваме на Ethereum за да купиме. Затоа што значи мерџот во значи спојувањето на Proof of Stake во Proof of Work во септември може да биде многу голем евент, многу голем случај. Ќе ви кажам и зошто, значи ќе обратиме се, но првенствено мораме да видиме дека да, биткоин веруваме дека е спремен за корекција. Значи спремен е затоа што се покажува. Прво, DXY, значи веруваме дека овој пат е финално горе-доле завршен, со оглед на фактот дека имавме 0,75 стапка на 27 јули, а денеска е 1 август, веќе 4-5 дена, иако тоа може да продолжи уште малку, 4-5 дена е во пат. Но, знаеме дека овие типови на мерки потребно им е повеќе време за да почнат да вродуваат со плод, затоа и веруваме дека конечно ќе почне да вродува со плод, да се движи нагоре, а со тоа и да ги бутне останатите маркети во повторна корекција, што нас не е битно, за да купиме Ethereum на поевтина цена од оно што е моментално. Сега, значи ова се главните работи што мораме да ги видиме на пазарот. Јас оно што ви го кажав пред 4-5 дена кога разговаравме за DXY индексот, значи кога разговаравме нели после самото утврдување на 0,75% стапката додадена, разговаравме дека биткоин е повторно спремен за корекција и дека ова според нас, ако не сега, во следниот период ќе се случи повторно оваа корекција надолу и кога тоа ќе се случи, масовно ќе ја бутне цената на Ethereum, затоа што знаеме дека падањето на биткоин неколку проценти најчесто за криптовалутите, односно алткоините, значи паѓање за многу повеќе, најчесто пута 2, пута 3 од она што паднал биткоин. Сега, да видиме каде се наоѓа Ethereum прво. Значи Ethereum доколку погледнеме на месечно ниво, прво ќе направиме анализа на Market Cypher да видиме што се случува таму. Значи RSI ние се уште на релативно висока зона од 47,8, што значи овој на минимум што го добивме беше никогаш претходно виден на месечно ниво, со тоа што никој не кажа дека не можеме да продолжиме надолу. Гледаме дека значи бранот на моментум иако се заоблува се уште е надолу, VWAP е нагоре, но Money Flow исто така надолу. Stock RSI е на минимална вредност 14, што во моментов не ни значи ништо многу, но она што мораме да го запазиме во оваа ситуација е дека оваа анализа е на месечно ниво. И се наоѓаме точно во она поле кое што очекувавме дека ќе биде првенствената зона на акумулација, но добивме огромна корекција на наша радост. Значи морам да напоменам дека ова е на наша радост затоа што ова не се случува толку често. Добивме корекција до затварањето на претходниот all-time high на свеќите од $1070-1080. Значи, иако ние тогаш купивме многу мала количина, сега очекуваме да купиме многу поголема затоа што конечно официјално, значи информациите за мрџот се да речем посигурни од претходно, мораме да видиме дали тоа ќе се реализира. Значи за мрџот ќе поразговараме подоцна, но сега моментално да направиме техничка анализа. Значи овој паѓачки триаголник од кој што цената испадна, гледаме дека конечно сме дојдени до долната страна на истиот триаголник, кој што представува солидна бариера. Гледаме дека веќе една недела на свеќе успеа да одбие, втората е исто така одбиена, како што можеме да видиме иако е мала. Значи само ќе ја зголемиме чартот за да можеме да видиме точно што се случува. Значи гледаме дека овдека се наоѓа моментално главниот притисок на цената, кој што е исто така утврден од ова претходен утврден лоу. Значи овој претходен утврден лоу е во времето на само секунда, не знам што не ми дозволува. Значи овој претходен утврден лоу е во времето на кога беше Terra Luna, затоа истиот ќе го определиме како неделно ниво. И гледаме дека цената моментално точно се држи на претходниот лоу кој што беше утврден од Terra Luna кризата и тоа е моментално главната причина поради која што не успева да пробие нагоре, но гледаме дека ова масовна корекција на Stock RSI од 90 од 0 е многу голема. Значи зборуваме за масовна корекција, значи буквално од 0 стигнала до 90, што на неделно ниво е повторно голем резултат, иако е само Stock RSI. RSI 41 од претходни oversold 26, што значи дека успеал да се дигне нагоре скоро 15 поени. Имаме VWAP кој што се заоблува постепено, значи повторен
припрема за корекција, money flow е негативен и чекаме на бранот на моментум да се направи оваа корекција црвено надолу. Значи тоа е она што би бил голем знак дека навистина ќе добиеме солидна корекција на Етериум надолу и да погледнеме што се случува на дневно ниво, каде што ако се сеќавате, значи ви разговаравме. Не можеме да очекуваме да имаме показатели на неделно ниво додека тоа не го добиеме на часовно и дневно ниво. Значи дневно ниво како што можеме да видиме, ова е таа граница за која што разговаравме претходно, паѓачкиот триаголник, со тоа што, значи, само да видам, да, ете, овдека ни е левелот на Тера Луна за кој што разговаравме, значи точно успеал да заврши над него и да се коригира под него повторно, но гледаме дека солидна е шансата за корекција на оваа вредност надолу. Ќе погледнеме и друг чарт, значи ќе го погледнеме и со Forex чартот, само момент. Добро, за тоа го немаме Bollinger Bandот. Значи, во оваа ситуација можеме да го додадеме Bollinger Bandот, затоа што исто така битно да погледнеме што се случува со истиот. Значи, ние ги имаме за памтено оние кои што ни се најбитни, само ќе го додадеме да видиме што се случува овде. Битно ни е да видиме каде се наоѓа самиот Bollinger Band. Добро. Значи, гледаме дека Bollinger, буквално на горната страна на Bollinger Band, гледате? Значи, се наоѓаме на горната страна на Bollinger Band моментално, што значи дека солидна е и самиот Bollinger Band да го бутне заедно со оваа граница на долниот триаголник, како и во оваа ситуација ги имаме и Forex-от овдека исто така уклучени. Значи имаме на дневно ниво, ова е 100 дневната просечна цена на Етериум, исто така е точно до моментот каде што се наоѓа цената. Значи гледате имаме повеќе пречки кои што на дневно ниво ја задржуваат цената. Еве да видиме што се случува со Bollinger Bandот на неделно ниво. Не, на неделно ниво Bollinger Bandот е доста високо, значи нема теоретски шанси да стигнеме до овде, барем не сега во овој момент. И чисто сакам на часово ниво да погледнете дека кога, значи, се гледаат овие корекции, најпрво се гледа на 4 часа е минималната зона во која што ние гледаме на пример што се случува. Прво добивме Block Diamond, она што се нарекува на Market Cipher, тоа е еден од најлошите индикатори кои што може да го добиете. Еве зошто. Гледате? Еве поради ова. Значи кога ќе се добие Block Diamond очекуваме масовна корекција со тоа што овдека Bollinger Bandот е доста широк. Гледајте овдека колку е тесен. Колку е потесен, толку е поголема веројатноста за поголем пат. Значи што се случува на Market Cipher? Че имаме, гледајте, 1, 2, 3 bearish divergence. Значи 3 bearish divergence во последниот период со кои што конечно цената почнала да паѓа надолу и за прв пат гледаме солидна корекција на бранот на моментум надолу. Сигналните и базичните линии се доста различни. Money flow влегува во негатива за прв пат после 18 јули, значи нели се излеваат парите надвор, со тоа што гледаме дека и значи црвената линија значи дека според самиот индикатор во однос на каде се наоѓал претходно RSI е oversold, иако не е според нели основните правила на RSI на индикаторот, затоа што стигнал само до 70, но од 70 нели солидна е корекција, може да биде и доле до 30, иако моментално е на 53. Значи гледаме дека на 4 часа е спремен за паѓање самиот Етериум. Да видиме што се случува на дневно ниво во однос на Market Cipher, тој да не го проверивме, само момент. Да, значи Market Cipher е солидно висок за разлика од претходните вредности. Гледаме, значи самиот Market Cipher затоа што црвена линија ни покажува дека е oversold на вредност од 64, иако е блиску до самата граница. Stock RSI е oversold 72, иако веќе имавме корекции, но овие црвени точки ни покажуваат подлабока корекција надолу. Сега, бранот на моментум, конечно повторно, че кога имавме една, па корекција нагоре, па ова е втора корекција во која што сигналната и базичната линија се прекрстиле и моментално имаме пад на бранот на моментум надолу. VWAP прекрши под нулата и гледаме дека имаме негативен флоу на inflow на money. Со тоа што оваа корекција, овие две bullish divergence беа буквално сега веќе истото е реализирано, значи гледате, ова е затоа и ви реков, значи кога ќе добиеме ваков тип на bullish divergence, еве што се случува, гледате. Со тоа што имавме и добри вести, нормално, да не забораваме, и тоа е многу битно, иако техничките индикатори покажуваат некои работи, битно е тоа да биде поддржано и со добри вести, за да добиеме солидна техничка анализа, поддржана со фундаментална анализа и вести. Сега, ова беше од анализа на Market Cipher. Да видиме што се случува во однос на Forex. Значи на Forex, кога ќе погледнеме на неделно ниво, прво можеме да видиме дека
самиот Ethereum се движи во овој канал. Значи овој канал на дневно ниво е многу подобро определен, чисто да видите дека на вистина е добро определен. Значи ќе зумираме, гледате. Значи на долната страна имаме 1, 2, иако значи овде ќе имаме корекција под него, 3 точки кои што точно определуваат долната страна. Горната страна имаме 1, имаме низа на точки кои што определуваат оваа страна заедно со оваа корекција над истиот, но ова е корекција за кршење на Bull Market Support бендот. И сега моментално гледате кај се наоѓаме. Точно на горната страна од истиот овој канал, кој што доколку успее оваа корекција, значи надолу, иако можеби и нема да пристигнеме до долната страна, но значи затоа што би било нели огромно ако тоа се случи до 182, што не верувам, барем до овој лоу. Значи доколку обележиме овој лоу овде на дневно ниво, тоа значи дека ќе биде со друга боја. Значи на дневно ниво доколку го определиме и ако имаме барем дупло дно, цената би стигнала негде под 1000, но нели, мораме да видиме дали тоа ќе се случи. Тоа не значи дека ние цената ќе очекуваме овде, но цената би ја очекувале во овој сегмент. Зошто е тоа така? Значи првенствено можеме да видиме дека овој сегмент претходно била акумулација која што довела до ова движење нагоре. Сега, значи веќе разговараме за тоа каде очекуваме да купиме Ethereum. Значи гледаме дека моментално цената мора барем да се коригира надолу, да проба да го ретестира ова поле на акумулација, пред истата да проложи нагоре. Значи, доколку погледнеме од аспект на Fibonacci секвенцата, само момент, Fibonacci секвенцата, да видиме што ќе ни покаже самиот чарт. Значи, на дневно ниво, доколку го земеме целата оваа корекција нагоре, гледаме дека значи, истата уште не ни почнала да се движи надолу. Но, доколку споредиме со горната граница на овој акумулационен период, дури истата ако цимнеме долу, значи, до самите тела на свеките, гледаме да кореспондира со 61,8%, односно 0,678 златната Golden Ratio, златното ниво на Fibonacci, што негде 1250 отприлика би била цената на Ethereum, доколку тоа се коригира до овој период. Значи, ова би било претежно границата во која што ние очекуваме да го акумулираме. Поентата што е, ние нема да го бркаме Ethereum, значи тоа да ви биде јасно. Тоа што го имаме, доколку цената не се коригира до левелите на кои што ние очекуваме, ние нема да брзаме. Значи, многу едноставно. Нема да брзаме да дојдеме да купиме без разлика каде се наоѓа. Значи, тоа е една многу битна работа која што мора да научите во крипто. Немој да ги бркате цените. Дозволете цените да дојдат до вашето ниво на кое што вие сте комотни да купите или не купувате. Многу едноставно. Значи, подобро е да пропуштите една шанса, отколку истата да бркате и да купите на врво. Значи, најголемиот дел од проблемите во крипто буквално таму се случуваат. Каде луѓето брзаат поради тоа што нешто е популарно да го купат, а не разбираат дека на тој начин уствари само го продаваат на луѓето кои што веќе испаѓаат, односно кои што веќе земаат профит, затоа што ова е масивна корекција. Значи, веќе разговаравме од апсолутното дно до апсолутниот врв ние имаме оприлика корекција од, гледате, 100%. Значи, затоа мора да разберете дека некои луѓе веќе го дуплирале собствениот влог и сега веќе излегуваат. Значи, ако гледаат дека нема опција и нема начин како да се пробие нагоре на овие нивоа, они ќе излезат. Што значи дека вие ќе купите нивните етериуми и ќе чекате до нареден булран да стане повторно цената, например, до 1000, значи тоа е доколку тоа се случи, нормално, со оглед на фактот дека етериум има некои други предиспозиции, може да се случи многу порано. Но поентата е дека најчесто тоа е грешката која што сите ја прават. И MACD гледаме дека повторно е над нулата, што е, значи не се случило од 17 април, 16 април, што е многу позитивно за Ethereum, но гледаме дека ова е голема корекција која што значи траела, гледате, од 17 април кога првпат испаднала. Еви каде е почната, значи апсолутно двое на 15 мај. Од 15 мај ние веќе имаме корекција нагоре над нулата која што време е да се коригира. Гледаме дека сме имале високи бранови и се брановите почуваат се помали да стануваат, со тоа што имаме 1, 2, ова ќе биде трет обид за сигналната да се врати под базичната линија и да имаме корекција. Значи, многу од работите ни покажуваат дека ќе има корекција, посебно тоа што многу од луѓето веќе ќе земат профит, затоа што чекаат следната корекција пред да се влезе во мрџот. Тоа е нашето очекување и мислиме дека тоа навистина ќе се случи. Сега да се вратиме само на неделно ниво уште еднаш и да видиме, значи, гледате, исто како биткоин, влезе во 200 и 300 неделната средна вредност, направи акумулационо поле и се придвижи нагоре кон горната граница на овој канал уште еднаш. Со тоа што и Bull Market Support бендот на неделно ниво и 100 неделната вредност се над тоа,
што верувам дека би било следна граница доколку успее да пробие надвор до овој канал, но тоа не верувам дека ќе случи со оглед на фактот дека биткоин е спремен за паѓање. Доколку биткоин е спремен за паѓање, очекувајте дека тоа ќе се случи и на етериум. Значи, гледате, дури кога ќе вратиме на неделно ниво, нашето поле буквално кореспондира со 200 неделната средна вредност, која што доколку се врати надоле, ќе кореспондира со 0,678 на дневно ниво. Значи, на дневно ниво тоа ќе биде на 0,678, точно горната граница, и истото ќе биде еднакво на врвот на овој акумулационен период. Значи, овие дабл топ кој што го имаме, што би представувало солидна поддршка за цената да направи баунс и да продолжи да се движи нагоре во септември. Но мораме да почекаме да видиме дали тоа ќе се случи. Значи, секое приближување до оваа зона за нас ќе значи дека постепено ќе внесуваме поголем дел од нашето портфолио овој пат директно во етериум, затоа што етериум има многу големи изгледи за голем напредок во средината на bear market, верувате или не. Сега ќе ви кажам зошто. Значи, најавено, не официјално, но се уште, гледате, ова е официјална вест на Google. Значи, кога ќе напишете кога би бил датумот на мрџот, односно на спојувањето на Proof of Work во Proof of Stake, ни покажува дека тоа би било негде во неделата околу 19 септември 2022 година. Сега, за тоа колку е голем и колку е битен овој мрџ, ова спојување на Proof of Work во Proof of Stake sharding мрежата, нема да разговараме сега, затоа што веќе имаме претходно направено 2 видеа последователни за Ethereum и колку е битно и што уствари представува Proof of Work преименувањето во Proof of Stake мрежата на Ethereum. Затоа ќе ви поканам, значи ќе го оставам на крајот од ова видео како линк за следно видео да го сакате да го погледнете, или пак може да го најдете на нашата страна. Значи, многу лесно, само најдете ги сите видеа, свртите надолу, ќе најдете кога зборуваме за Ethereum Proof of Work во Proof of Stake мрежата, за да ви биде појасно зошто е ова толку битно, но верувајте ми, ова е најголемиот настан кој што се случил оваа година и верувам дека ќе биде најголемиот до крајот на самата година, без разлика што друго може да се случи. Значи, ова во секој случај ќе биде еден од најголемите настани. Значи, идејата на корекција е затоа што негде во септември, тоа е практично во втората половина на септември, ќе се случи мрџот, но не можеме да очекуваме дека цената постојано ќе расте до септември. Затоа и реков, мораме да почекаме на оваа корекција која што ние очекуваме, да купиме доколку имаме, значи прекршувањето на 200 неделната средна вредност потребен е баунс. Значи како што рековме, секое кршење на некој званичен и јак левел потребен е баунс за да се утврди дека сега истиот е поддршка пред да продолжи самиот Ethereum нагоре. Со тоа што не заборавајте дека многу луѓе ќе го гледаат истото и ќе очекуваат корекција на самиот и ваквите трговци на пример ќе наставаат ордери да се купи на ова ниво, што значи дека може да се случи и да добиеме некој краток допир и да се придвижи нагоре цената многу брзо. Повторно. Ова е наша техничка анализа, останува да видиме дали тоа ќе биде правилно, но сакавме да ви покажеме како се прави подготовка за техничка анализа во однос на тоа каде очекувате да купите одредена криптовалута. Значи така се прави, барем ние така ја правиме. Прво гледате биткоин, потоа гледате што случува со DXY и берзите, чисто да видите како генерално другите пазари моментално ги диктираат условите, затоа што другите пазари се многу поголеми од биткоин и на тој начин многу делуваат на самата криптосфера, посебно на биткоин. Ако е на биткоин, нормално делуваат и на остатокот од криптовалута. Значи, ова е околу датумот кога тоа треба да се случи, рековме втората половина на септември. Сега, значи, најголемиот, она што мора највеќе од бизнис перспектива да го запомтите, односно зошто е толку битен овој мрџ, затоа што, значи, споредбено со биткоин и колку се намалува суплајот, односно она преостаната количина која што може да мајнаме, затоа што знаеме дека на секои 4 години со биткоин халвингот се намалува наградата на биткоини кои што се мајнаат по еден блок за половина. Што значи дека доколку сме копале 6, сега ќе копаме 3. Доколку до следниот халвинг сме копале 3, ќе копаме 1,5 и слично и слично. Со тоа што ова што ќе се случи моментално, претворањето на Proof of Work како еден шард од Proof of Stake мрежата на Ethereum, ќе го намали supply-от, односно практично бројката на самиот Ethereum за оприлика 80-90%, односно наградите кои што ќе бидат добивани заедно со значи целата количина на Ethereum на пазарот. Значи ќе намале за 80-90%, што значи дека ќе имаме, значи ова, пазете, кога ќе се спореди со халвингот на биткоин, значи наградата која што ќе се намали за 80-90% во следниот период после овој мрџ
е буквално како да сте направиле трипл халвинг. Значи во споредба со она колку е халвингот на биткоин, овдека би било трипл халвинг, замислете. Значи фактички 3 пати би се намалила наградата која што се копале досега за Етериум, значи за половина и уште еднаш за половина. Со тоа замислете колку Етериум ќе биде поредок и колку, значи, по-тешко ќе може да се добие Етериум. Сега, значи ова е представено од самите инженери кои што не инженери, туку тие се кодери фактички, нели? Оние кои што кодираат и кои што развиваат во Етериум мрежата. Сега работата што е? Кога тоа би се случило во еден ден, значи не постепено, туку тоа ќе се случи во моментот кога конечно ќе биде фрлена она difficulty bomb на Proof of Work мрежата и сите мајнери веќе нема да може да добиваат никаков тип на награди и веднаш ќе се префрли целата работа на нодови, фактички на нодови кои што ги потврдуваат овие трансакции на Ethereum мрежата. Кога тоа ќе се случи, значи замислете во ист момент да добиете 80-90% помала награда и на тој начин да добиете трипл халвинг. Значи верувајте, цената драстично ќе се промени. Значи секој халвинг на биткоин предизвикува нов булран. Затоа досега сме имале практично 3 последователни булрани и сите на 4 години точно после самиот халвинг на биткоин. Замислете што ќе се случи со самата цена на Етериум, не со остатокот од маркетот, кога ќе се случи ова. Значи оваков тип на вест е многу голема и оваков тип на халвинг фактички цената и да не сакаме ќе ја зголеми. Значи едноставно математички е невозможно цената да не порасне после ваков тип на случај, на случување. Сега, значи нешто што претходно го разговаравме, што се нарекува the flippening. Значи имаме одредени луѓе во криптосферата кои што веруваат дека можеби ова во средината на bear маркетот ќе биде последниот момент кој што му е потребен на Ethereum за да го направи флипенингот, односно да го надмине биткоин во маркет кап. Што не значи дека ќе се случи, но имаме спекулации на пазарот од одредени луѓе кои што навистина знаат што зборуваат дека ваквиот тип на трипл халвинг заедно со горењето на Ethereum постојано, значи watch the burn, веќе ви го имам покажано ова. Ова е уствари она солуција која што ја направија, само да видам како точно се нарекуваше, затоа што никогаш не ги памтам овие броеви. Само момент, каде беше? EIP 1559. Значи ова беше солуцијата со која што поголемиот дел од оние кои што држат Ethereum гласаа на мрежата да се направи овој burn, со кој што фактички се со секоја трансакција дел од онаа награда која што добиваат мајнерите се гори, односно се праќа на новченикот кој што нема враќање. Значи фактички burn представува кога ќе пратите нешто на погрешна адреса. Значи нема да стаса на адресата, а не може да го вратите назад. Тоа е проблемот со крипто. Ова фактички се нарекува burn. На тој начин многу од криптовалутите се изгубени поради ваков тип на погрешно праќање, но ова е нарочно направено затоа што на тој начин се намалува инфлацијата на Ethereum, затоа што се произведува Ethereum постојано, но доколку се гори повеќе од она што се произведува со ваквиот тип на трансакции, на тој начин добиваме контраинфлационо дејство, односно имаме дефлација. Значи во оваа ситуација ќе имаме дефлација, односно наместо да имаме инфлација, односно намалување на вредноста на Ethereum од година во година, ќе имаме обратно дејство. Дефлација, што значи самиот мрж, со тоа што ќе се намали наградата за 80-90% и овој постојан burn каде што дел од наградата постојано ќе биде горен, што сега имаме изгорено 2.500.000 Ethereum кои што се во противредност од 4,3 билиони долари. Значи доколку тоа се случи и понатаму, намалувањето на наградата и оваквиот тип на дефлација која што се случува, односно се намалува се повеќе и повеќе инфлационата стапка на Ethereum, може дополнително да ја зголеми цената и да привлече инвеститори кои што би значи инвестирале во Ethereum, затоа што не забораваме, секој bull маркет му дава дополнително растење на цената на Ethereum и замислете ако згоре на тоа е дефлацион, значи не инфлацион, туку дефлацион. Во оваа ситуација, значи еве чисто да ви покажам, гледате, моменталната стапка на инфлација на Ethereum, значи ова е официјално, нели еве, затоа и некогаш на Google ги барам да не биде некоја статија, затоа што секој може да напише статија. Значи официјалната инфлационна стапка поред самиот проект е 4,5% на годишно ниво. Значи 4,5% вие фактички губите од вредноста со држење на Ethereum, но не заборавајте дека флуктуирањето на цената го надополнува. Значи вие ќе изгубите 4,5% 3 години, ќе почекате до булрани, ќе добиете 500%, ме разбирате? Значи, нели,
логично е да се почека и 4,5% се ништо во споредба со 9,1% на најјаката валута во светот, долар. Значи, нели, еве вие видите, што е попаменно да се држи во однос со инфлација? Етериум или дупло, долар? Така. Сега, дополнително на сето тоа, значи, оно што мораме да го заклучиме во оваа ситуација е дека, ова е чисто оно што сакам да ја кажам. После самиот момент на мерч, односно променување од Proof of Work во Proof of Stake, значи се очекува инфлацијата да падне дополнително поради намалување на наградата од 0,5 до 4,5, што значи дека може целосно, значи ако 4,5 е моменталната стапка, а падне 4,5 поради тоа што се намалува самата награда и плюс имаме burn, значи можеме да дојдеме до буквално 0. Значи може на самиот евент на мерч ние да дојдеме до 0%, односно да не биде ниту дефлацион, ниту инфлацион. Но замислете, дали вие познавате било какво средство што нема инфлација во светот? Значи такво нешто до сега нема. Значи нема нешто што навистина има дефлационо дејство кое што е постојано. Значи они се обидуваат тоа да го направат каде што горењето со самите трансакции и наградата која што добијат односно произведувањето на Ethereum ќе биде обратно пропорционално со тоа што горењето ќе биде поголемо и на тој начин ќе имаме наместо инфлационо, дефлационо дејство, што значи дека вие фактички од година на година за тоа што се повеќе и повеќе се гори Ethereum, вие ќе имате корист, значи дури и да не флуктуира самата цена. Значи ќе имате корист, вашите средства во Ethereum ќе растат од самото дефлационо дејство. Не разбирате? Значи иако е малку комплицирано, идејата е повторно да успеат, значи дури и да нема некоја огромна флуктуација на цена, што е невозможно, знаеме дека ќе има, значи самото држење во Ethereum да биде корисно, да биде дефлационо, односно вие држите Ethereum на долги стази и добивате со тоа што постојано се гори Ethereum и станува се помала и помала неговата количина на пазарот, а со тоа неговата цена расте. Значи дури има спомнување дека со ваквиот тип на трипл халвинг може директно да достигне scarcity, односно реткост поголема дури од биткоин. Самиот Ethereum со тоа што ќе се намали наградата многу, а оние кои што го имаат нормално нема да сакаат да го продадат. Станува збор за дефлационо дејство кое што има огромна корисност во технологијата и е користено од илијадници, значи зборувам десетици илјади апликации, огромни компании како hedge over inflation во оваа ситуација нормално, зашто ви е јасно. Значи на тој начин имаме и технолошка поддржаност на самиот проект. Имаме напредок во технологијата со тоа што ова ќе биде првата криптовалута која што успеа да помине во Proof of Work во Proof of Stake. Дополнително на сето тоа имате, значи, дефлациона стапка која што ако не се постигне сега ќе се постигне со годините, затоа што наградата ќе биде намалена, а постојано се повеќе од Ethereum се гори затоа што имаме поголема користност. Значи колку повеќе Ethereum се користи, толку повеќе ќе имаме burn, односно горење на дел од самиот Ethereum за fees, за цена на трансакцијата. Значи гледате, сите овие работи заедно не можат да му дозволат на Ethereum да не скокне во цена, дури и тоа да сме моментално среде bear market. Затоа ние ќе очекуваме да добиеме уште една корекција, онаа која што разговаравме, и кога ќе стигнеме до овој момент ќе внесеме значи доколку го стигнеме до тој момент како што веќе тоа го претпоставуваме со самата техничка анализа, ние очекуваме да внесеме голем дел од нашето портфолио и причината мислам дека ви е многу јасна после ова видео зошто тоа сакаме да го направиме. Јас се надевам дека ќе ви помогне ова видео во однос на вашите одлуки на пазарот и верувам дека Ethereum како таков има голем use case и ќе има уште поголем use case во наредниот bull market. Нема да разговараме за потенцијални мети. Сега ќе разговараме само која е неговата потенцијалност со овој апгрейд кој што ќе се случи и зошто сакаме да го купиме. Значи тоа е видеото за денес. Се надевам дека ќе ви помогне во вашето одлучување на пазарот, не да не копирате, туку да одлучите самите за себе, да направите сопствено истражување за тоа каде треба да финансирате, затоа што сега, значи овој длабок bear market е моментот кога треба да финансирате за наредниот bull market. Значи сега е најдобриот момент затоа што профитот кој што ќе направите од сега, па држејќи преку целиот bear market до наредниот bull market, ништо не може да го спореди, значи ништо. Ова е тој профит кој што прави буквално од обични пари да направите некоја значителна сума која што може да ви го смени животот. Верувајте. Останува на вас, значи тоа е нашата одлука. Очекуваме дека ова навистина ќе се исполни, дури да не се исполни, ние можеби ќе внесеме и некој дел од парите доколку видиме дека корекција нема да има, но повторно нема да брзаме, значи како што реков,
поставете цената да дојде до она ниво во кое што вие сте комотни да купите. Не ја бркајте нагоре затоа што така се губат пари на пазар. Благодарам уште еднаш, се надевам дека ова беше од полза за вашето портфолио и за вашите истражувања на пазарот и се гледаме во наредното видео на каналот на CryptoGameDG.